Судењето за убиствата на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски влегува во финиш. Денеска сведочеше за прв пат првообвинетиот Љупчо Палевски Палчо, кој негира инволвираност во нивното киднапирање и убиство. Пред судот е Михајло Видимлиски. Михајло, какви аргументи изнесе првообвинетиот во неговото сведочење? Така е, Тања, Љупчо Палевски Палчо, првообвинетиот, рече дека немал мотив за да ги изврши грабнувањата и убиствата на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски и тој негираше било каква инволвираност во овие два настани. Пред судот раскажуваше за неговата политичка кариера, но и за критичните денови што се случувало на одговора на прашање на неговиот адвокат, па така за 22 ноември 2023 година, кога извршено грабнувањето и убиството на Панче Жежовски во Велеса, рече дека тој ден станал доцна по 9 часот и 30 минути, бил овде во седиштето на партијата Десна, каде што обавувал неколку телефонски разговори, но и дека имал состаноци кои што биле за потребите на самата партија. Да слушнеме дел од исказот на Палевски во судница. Не сум ги извршил убиствата и грабнувањата, затоа што немам мотив за тоа. Во депото на обвинителството се наоѓа хард диск кој ми го одзема и каде има 200.000 разговори на политичката елита и новинарската професија. И ако сум сакал да остварам било какво користолюбие, сум можел да уценувам милиардери со Ферари, но тоа не сум го направил. Останатите обвинети ги знам од партијата, освен Александар Ѓорчевски, чие име прв пат го видов во кривичната пријава. Така, Палевски негираше и дека бил во бегство, заминал во Турција, зашто имал други намери и обврски кои што требало да ги заврши. Помеѓу причините кои, како што наведе, биле клучни за неговото заминување за Истанбул, се и да направи магнетна резонанца, но и да го посети војниот архив на Истанбул. Дел од сведочењето на Палевски. Брутално е лага дека сум бил во бегство. Во Турција заминав затоа што требаше да направам магнетна резонанца, па после да одлучам дали ќе се оперирам. Втора причина за заминувањето е што планирав посета на војниот архив во Истанбул, каде требаше да земам доказ според кој на 4 мај 1903 во село Баница немало турски аскер и Гоце Делчев бил убиен од страна на врховистите. Во Москва само имав желба да одам, немав купено авионска карта. Пред својот исказ да го даде Љупчо Палевски со завршување на сведочење денеска и Александар Ѓорчевски, таткото на Вања Ѓорчевска, кој што одговараше и на прашање на судот и кажа дека тој ден, односно на денот на исчезнувањето на Вања, упатил 2 SMS пореки на нејзиниот телефон. Во продолжение и дел од исказот на Александар Ѓорчевски. На која апликација ја пративте пораката од како Вања беше грабната? SMS пораки на нејзиниот мобилен телефон. Беа 2 пораки подоцна во денот. Веќе бевме дојдени дома и инспектори веќе почнаа да доаѓаат. Околу 1 час од попладне, 2 или 3 попладне. Страшно бевме избезумени во конфузија. Првата порака гласеше: се што ќе побарате, се ќе направиме. И ја пуштив пораката. Подоцна ми текна да додадам уште една порака која гласеше од родителите, со надеж дека ќе го вклучат мобилниот телефон и пораката веднаш ќе им се појави. Така, Тања, во овој момент се уште тече сослушувањето на Љупчо Палевски Палчо, односно тој треба да одговори точно за критичните денови 22 ноември и 27 ноември, денот на грабнувањето и убиството на Вања Ѓорчевска, каде бил. Инаку рочиштето со сведочењето на Палевски поминува во конфронтации со обвинителството, тој упати навреди и до обвинителството, но и до медиумите за кои што рече дека биле вклучени во хајката против него која што се водела од самиот почеток на овој процес, но и од самиот момент кога тој бил осомничен, за што рече дека е директно одговорен поранешниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, како и шефот на Скопското јавно обвинителство Гаврил Бубевски. Продолжува сведочењето на Палевски, секако сите детали во вестите во 18. Михајло, ти благодарам.